Почитувани граѓани, почитувани медиуми. ВМРО-ДПМН го поздравува потпишувањето на пристапниот протокол за НАТО за Република Македонија. Ова е важен ден за Република Македонија и денес се завршува една неправда нанесена на државата од пред повеќе од 10 години. Влезот на Република Македонија во НАТО е долго очекуван и заслужен уште од 2008 година. Република Македонија уште на самитот во Букурешт ги имаше исполнето сите оние реформи и услови за полноправно членство, но за жал тогаш беше спречена да стане членка само поради противењето на Република Грција и нејзиниот проблем со нашето уставно име идентитет, кој сега, на штета на граѓаните и државата, на непринципиелен начин беа сменети по нивна мера. Мораме да признаеме дека секој успех за Република Македонија и секој чекор напред за државата и граѓаните е причина за поздравување на истиот. НАТО е наша стратешка определба на ВМРО-ДПМН и процесот за исполнување на условите во голема мера заслуга на владата на ВМРО-ДПМН од изминатите години, која континуирано инвестираше во армијата и незините капацитети преку многобројните учества во мисии, и тоа не може да го негира никој. На штета на граѓаните останува чувство на горчина и понижување длабоко кај сите нас, од една болна причина што власта не се ни обиде да најде подобро решение на проблемот со името, кое ќе биде балансирано и кое нема да ги погази сите македонски црвени линии, како што е случајот сега. Односно решение кое нема да биде безусловно прифаќање на сите грчки уцени на недостоинствен и понижувачки начин за Република Македонија и граѓаните. Зоран Заев и владата тргуваа со идентитетот, јазикот и традицијата, нешта кои ни се оставени од претходните генерации, кои се темел на државниот и националниот карактер на Република Македонија. Зоран Заев и оваа ненародна и насилна власт се тие кои ја свиткаа кичмата на македонскиот народ, и тоа ќе остане длабоко запечатено во колективната историја на македонскиот народ. Власта, која веќе 2 години владае во Република Македонија, нема ниту еден успех. Единствено бележи само неуспеси на сите полиња. Сепак, на крајот на денот и после овој ден од потпишувањето на протоколот за влез во НАТО, кој, како што реков, е многу важен ден за граѓаните, животот на граѓаните нема да стане преку ноќ подобар. И понатаму ќе продолжат да цветаат корупцијата и криминалот, Економијата и понатаму ќе продолжи да тоне. Граѓаните и понатака ќе бидат се посиромашни. Пациентите и понатака, за жал, ќе умираат се повеќе и повеќе по болниците, бидејќи не се грижат за здравството. Безбедноста и понатака ќе биде под секакво ниво. За крај, ВМРО-ДПМН го повикува СДСМ и владата да се охрабрат и да излезат на предвремени парламентарни избори заедно со претседателските. Време е поразите и понижувањата да станат минато и конечно да дојде влада која ќе работи за решавање на реалните и суштинските проблеми за граѓаните. Благодарам на вниманието.